Вака, долгогодишните проблеми кои ги имаме во Куманово и константно кои не се решаваат, дали кога имаме избори се ветуваат градоначалниците дека ќе направат повеќе за Куманово, меѓутоа дали се прави доволно она суштествено што треба да се направи, што треба да се подобри, да го подобри животот на граѓаните, дали тоа е во согласност со потребите на граѓаните, со условите во кои живееме. Гледаме дека навистина се прави нешто во Куманово, се гради, се доградува, се поправа, но дали некој ги прашал граѓаните дали тоа ќе им го подобри животот, дали тоа е потребно да се направи, дали каде се трошат прво нивните пари, треба да знаат граѓаните, и дали буџетот што располага општината го распределува онака праведно како што треба и во согласност со граѓаните, нели, со потребите на граѓаните. Ние, например, сме работеле како претходно, пред да направиме листа за советници, да се кандидираме, сме работеле како волонтери, како екологисти, како граѓани обични, ги знаеме многу од проблемите на градот. Честопати сме поднесувале иницијативи или сме барале помош за одреден проблем, меѓутоа локалната власт неретко нема слух за такви работи, се сконцентрираат да прават некои големи проекти, но никако да се решат оние константни, годишни, долгогодишни проекти кои се на кумановчани и текако многу им пречат во секојдневното живење и го отежнуваат животот. Во поглед на прашањето која е улогата на Советот, ние сме представници на граѓаните. Значи, еден советник треба да има добра соработка со граѓаните, да ги знае проблемите на граѓаните, во Советот да дава предлози, иницијативи, но да гледа и да се решаваат тие, не само да поминува како, нели, одредена точка на дневен ред и тука да застанеме, него да ги решаваме проблемите на граѓаните на градот, да направиме едни убави, хумани услови за живење. Например, ние имаме многу проблеми со хаосот со обраќајот во Куманово. Слушам сега од градоначалниците, кандидатите за градоначалници, некои катни гаражи, не знам што, во централно градско подрачје. Мислам дека тоа само ќе ни ја усложни работата, бидејќи не ни се потребни повеќе возила, потребни ни се повеќе зелени површини, потребни ни се шеталишта, потребно ни е безбедно Куманово, безбедни улици, не нон-стоп сите тротоари и сите улици не се зафатени со возила. Ние немаме непречено движење, туку секој ден се соочуваме со константни проблеми. Ние прво треба да ги решиме проблемите, па потоа да даваме проекти и да одиме понатаму. Па до сегашната работа тие работат нешто, да. Ги гледаме, честопати, барем јас, ги гледам нивните седници, дека нешто се работи, меѓутоа дали се пак ќе кажам во согласно со граѓаните. Значи тие како представници на граѓаните треба да ги представуваат интересите на граѓаните, не сопствените интереси. Честопати гледаме на седниците како се компрометираат, како се расправаат за некои безврска работи што воопшто не му ни помагаат на граѓанинот. Нивната улога е да го направат животот во градот и во општините, во селата, во населбите, што подобар за живење. Не да се расправаат за висината на некој буџет, за некој тендер, дали одговара, дали не одговара. Значи, тие треба да бидат секогаш во согласност со граѓаните. Например, до сега сме имале ние како волонтери претходно во врска со животните во Куманово. Сме имале соработка со здруженијата што се за животни во Куманово. Тие, например, честопати велат немат слухи за нас. Ние ќе отидеме, ќе понудиме проект да се заврши работата, ќе им понудиме решение, меѓутоа тие се повеќе заинтересирани каде треба да се изгради спортски терен или некој друг нефункционален проект, што според мене е тотална грешка, затоа што се троши буџетот соберен од граѓаните и за граѓаните, а не се прави ништо во согласност со потребите на граѓаните. Значи, треба Советот прво да се консултира
со професионалци во одредени области, треба повеќе да соработува со невладиниот сектор, треба повеќе да соработува со обичниот граѓанин, треба повеќе да се на терен, а не во околните кафулиња да седат и да расправаат бош муабети. Треба да се работи, треба да излезат да ги видат конкретните проблеми на граѓаните за да можат да направат нешто добро за градот и за околината каде што живеат луѓето. Например, ние имаме големи проблеми во Куманово и никако секои избори тие ветуваат ова ќе направиме, она ќе направиме, значи градоначалниците имаат убава визија. Тие секако проектите им се феноменални, меѓутоа ништо од тоа не остваруваат. Се тоа се работи кога ќе се приближат изборите, еве сега ќе исчистиме реката, еве сега овој отпад ќе го оттргнеме од тука, ова ќе направиме, она ќе направиме, меѓутоа тие треба да се решат за секогаш тие проблеми. Ние не треба да имаме проблем со депонија и со нечиста река која ни е претворена во канализација во 21. век. Мислам дека треба малку повеќе да поработат на терен. Би сакала да кажам дека ќе го помнам нивната работа, ќе ја помнам по изградени убави зелени површини, по нови паркови, по решено прашање за животните, по некој добар стационар, по, например, да кажеме, по расчистен отпад на секаде што го имаме, направена депонија по сите стандарди како што треба. Навистина би сакала да кажам дека нели ќе го памтам по добри проекти. Меѓутоа, ние имаме проблем. Кај нас нивното представување на градоначалниците преку слики и фотосесии, ова сме направиле, она сме направиле, не се доволно убедувачки дека нешто направиле, затоа што ние секој ден сме на терен и гледаме што е направено, што не е направено. Се фалат со спортски терени, дека се направени спортски терени во Рете, се направени, но дали тие се функционални? Дали на вистина ни треба толку многу спортски терени, кога ние, например, се соочуваме со проблеми, немаме градска кујна, а имаме луѓе, наши социјални случаи, што барем еден оброк добро ќе им дојде. Ние немаме решено сообраќајниот хаос, го немаме решено, а се фалиме со проекти дека ќе направиме катна гаража или подземни гаражи или не знам што. Значи, ние мораме прво да ги решиме проблемите во Куманово. Друго, честопати, бидејќи следиме нели сега социјални мрежи, Фейсбук, не знам, Инстаграм и милион слики ќе видите за кружниот тек. Сме направиле ова, сме направиле она, 100 пати го уредуваат, го преуредуваат, а каде се тие други кружни текови што ни ги спомнуваат неколку години наназад дека ќе направиме, ништо не правиме, тоа го уредуваме, тоа не е правење. Друго, сакам да кажам за споменик Костурница. Тоа треба да го знаат луѓето. Јас по тоа ќе го памтам овој нивен мандат по споменик Костурница. Зошто мораше тој проект да се реализира? Зошто не ги прашаа граѓаните дека дали треба тоа да се исече шумата, да се направи спортски терен кој прво не е доправен, друго толку фушерајски е направен, а се потрошени огромни пари, нека се и донација. Таа донација можело да биде пренасочена за нешто што навистина им треба на граѓаните. Ненадомеслива штета е направена. Тоа е објект од наше национално значење. Како да кажам, тука ние имаме спомен на паднати борци. Тоа е споменик со години наназад. Тој објект луѓе по тоа го препознаваат Куманово. Сега со тој направен проект мислам дека е направена огромна грешка. На нас ни се потребни проекти да го направиме Куманово одржлив град, да биде едно хумано место за живење и да имаме рамноправен пристап до услугите. Треба претходно да направиме проект еднаш за секогаш да го исчистиме Куманово, да живееме во едни хумани и чисти услови. Значи, пред се било што друго да направиме, да изградиме и да подобриме, треба прво да
ги завршиме незавршените работи. Треба отпадот што сега го имаме насекаде да го претвориме во вредност. Треба да го исчистиме. Треба да направиме промена пред се во комуналното предпријатие кај нас и се во врска како се управува со отпадот до сега. Потоа треба да го разелениме градот. Куманово со години наназад само се сечат дрвјата и се уништуваат зелените површини. Се ставаат бекатони и се асфалтира за повеќе паркинг места. Тоа не смееме повеќе да си го дозволиме, бидејќи Куманово сме на листата, на први на листата по загаденост. Тука треба приоритет да дадеме на чистата и здрава животна средина. Понатаму треба да го запреме сообраќајниот хаос. Мора да се најде решение да ни биде приоритет решавање, но не со катни гаражи, бидејќи не можете да ги сконцентрирате возилата во централното градско подрачје и да речете дека сте го решиле тој проблем. А каде е проблемот со загаденоста? Ако сконцентрираме на едно место каде што повеќето луѓе секојдневно се задржуваат на тоа место и да донесете уште и возила, што по мене е голема грешка, нема да се реши тој проблем. Значи, треба да најдеме приоритет да ни биде да ги отстраниме возилата од централното градско подрачје, да направиме едно шеталиште, едно безбедно место каде што луѓето ќе проведуваат неколку часови надвор по своите потреби, да можат да биде продни улиците да бидат. До сега, например, се среќаваме со проблемот одиш на тротоар, па нема место, па се симнуваш на улица, одиш, што е тотално и небезбедно и ни одзема време при завршување на една обична работа. Така да имаме многу работи да сработиме. Тие се трите некои што се приоритети, значи да го зазелениме Куманово, да го исчистиме отпадот од Куманово и да го регулираме сообраќајниот хаос. Како што е насловот на нашата граѓанска независна листа за чисто и хумано Куманово, ќе се заложиме за едно чисто и хумано Куманово, каде што ќе имаме нула отпад, каде што ќе понудиме проекти да се реализираат за расчистување на отпадот во Куманово, за чисти реки, еднаш за секогаш да го решиме тој проблем, а понатаму за зелениот урбанизам, односно повеќе паркови, повеќе зелени површини, да не дозволиме зелените површини да ни се уништуваат и да ни се претвараат во асфалт или во бекатон површини. Понатаму имаме проекции за решавање со бездомните животни. Изготвивме проект за соработка со младите, каде што ќе можат да помагаат кај старите, за возрастните лица, каде што ќе ги вклучиме како волонтери и каде што ќе ни помогнат во многу наши проекти и ќе се заинтересираат за учество во општината. Понатаму за енергетска ефикасност на градот. Значи, ние можеме да ги искористиме сите покриви на побитните згради, училиште или некои други објекти, каде што можеме да си произведуваме струја, да ги намалиме трошоците, се со цел Куманово да биде една општина каде што ќе биде свртена кон зелениот урбанизам, каде што ќе има едни убави хумани услови за живење, каде што нема веќе да се соочуваме со нехигиена и едни нехумани услови во Куманово, град кој што ќе биде добар за сите, не само за поединци, и град каде што ќе биде едно добро место за живење, каде што сите активности што ги имаат граѓаните ќе може да бидат поефикасни, поефективни со тоа што ќе се подобрат условите во градот Куманово. Секако дека е подобро, колку повеќе различни размислувања, толку подобро и за правење проекти, и за решавање на проблеми, и за завршување на добра работа. Добро е што
слушајќи ги другите советнички листи, некаде се преклопуваме, но имаме некои различни размислувања што може и да се надополнуваме, што можеме утре заеднички да донесеме некои поквалитетни решенија, да ги реализираме заеднички, да најдеме најсоодветното решение, за да направиме нели подобри услови за живот, да ги вклучиме и граѓаните. Може би и тие имаат, не може би, него сигурно дека имаат многу паметни решенија, имаат и потреби каде што ние треба да ги послушаме и да се потрудиме нешто да направиме. Меѓутоа секогаш е подобро, повеќе глави подобро размислуваат и не мора секогаш да биде ја што ќе кажам, туку може да соработуваме за подобро на сите. Вака, драги Кумановчани, ве повикувам заедно да направиме нешто добро за Куманово. Куманово да биде подобро, попристојно, хумано и посреќно за живење. Заедно со вас, бидејќи ние сме граѓанска независна листа за чисто и хумано Куманово, да направиме едно убаво Куманово, убаво за сите, не само за поединци. Затоа ќе ве замолам да заокружите број 41, да гласате за нас, граѓанска независна листа за чисто и хумано Куманово. Заедно да направиме една убава промена.